Само 10% од луѓето во Штип, а толкав е процентот и во цела држава, го знаат Брајовото писмо. Може да се констатира на Светскиот ден на Брајово писмо. Штип е единствен град кој почна да ги доставува смитките од јавното претпријатие ИСАР на Брајово писмо. Но за жал оваа услуга ја користат само 8 корисници на Сдруженијето на слепи лица во Штип. Председателот Драги Витанов ги изработува смитките, но тоа оди многу тешко, зашто работи на стара машина. Велиот и предноста на Штип е што има специјализиран принтер за оваа намена, но тој се уште не е во функција. 8 лица го знаат само сега се, затоа што поставите имаме доста членови кои што во поголемите, повозрастна возраст го изгубиле видот, така што не можеле да го изучат Брајовото писмо и затоа мислам не може да го користат нормално. Овие 8 лица се лица кои што училе редовно специјализирано школа за слепи лица во Скопје и затоа и го знаат Брајовото писмо. После тоа немаме интерес за Брајовото писмо да го изучуваат луѓето, најчесто е помлади што се наши членови, повеќе со информатиката, нели, се занимаваат со компјутери и така натаму, така што интернет и така натаму, така што не се заинтересирани за изучување на Брајовата азбука или на Брајовото писмо. Брајовото писмо веќе подолго време се среќава на некои од лековите, но потребно е да се изготвуваат и други материјали, особено од областа на судството, образованието, како и другите сметки преку телефонските оператори и сметките за електрична енергија, вели Витанов. Сепак може да се каже дека на 2500 луѓе, само 250 го знаат ова писмо, а од помладите нема интерес за изучување. Пракса во други градови нема пракса, значи на Брајово писмо ништо не се изработува, никакви сметки. Ова беше едно време пред многу одамна во Скопје пробаа нешто да направат исто така со јавното претпријатие за водовод и канализација во Скопје, меѓутоа тоа беше од краток временски карактер и од тогаш нема ништо. Сега, значи, имаме ние во Штип, јас и претходно зборев, мислам го потенцирав ова, имаме ние специјален принтер за Брајово писмо, меѓутоа се уште не е во функција. Негде во просториите во Основното училиште Ванчо Пркев се наоѓа тој принтер и се надевам дека многу брзо ќе дојдеме до него и со помош негова ќе можеме да многу на полесен начин да ги принтаме овие сметки. Брајова азбука или Брајово писмо е специјално писмо наменето за лицата со слаб вид или потполно слепите. Создадено е уште во 1821 година и произлегло од така нареченото ноќно писмо на тајните служби кои го користеле во ноќните воени дејства. Францускиот учител за слепи Луи Брај ја усовршил оваа техника и настојувал таа да се користи во пракса.